Општина Кочани досега инвестираше над 12,5 милиони денари за реализација на инфраструктурни и други проекти во ромското Маало, со што значително се подобрени условите за живење на жителите од оваа населба. На работната средба што градоначалникот на Кочани Никол Чуелиев ја имаше со представници на локалните ромски невладини организации, беше истакнато дека се работи на решавање на сообраќајната инфраструктура и обезбедувањето водоводна и канализацијска мрежа, но и на прашања од социјален карактер. При тоа, градоначалникот информира дека се обезбедени средства за реконструкција на улицата Стамен Манов на потегот до фабриката за вода, при што ќе се изградат водовод и канализација, а инфраструктурните активности ќе почнат набрзо. Во подготовка е и јавна набавка за изградба на живеалишта за семејствата од старата касарна. Објектите ќе бидат лоцирани во близина на ромското Маало, а таму ќе се гради и патна и комунална инфраструктура. Од општинските служби за урбанизам информираат дека цела година се работи на деталниот урбанистички план за градска четврт 5, каде припаѓа и ромското Маало. Постапката е сложена затоа што во изминатиот период биле легализирани објекти кои тешко можат да се вклопат во планот, затоа што се изградени на сред улица или пак го немаат потребното растојание со постојните објекти. Поради тоа се подготвува повторна јавна презентација и анкета според уредбите на владата за време на криза. Отворен е урбанистичкиот план за градска четврт број 5, прва во нашата држава со собствени средства од општината, каде што се планирани средства преку 2 милиона динара, тоа се преку 35.000 евра. И сакам директно да прашањето на мене да одговорам, кога ќе биде завршен урбанистичкиот план. Прво, деталните урбанистички планови се усогласуваат со генералниот урбанистички план и дека во делот на изработката на деталните урбанистички планови треба да се применат сите законски одредби и прописи кои се предвидени со закон и кои навистина прават огромни проблеми во донесувањето на секој детален план, а посебно во планот на ромското Маало, бидејќи сите знаеме како се направени куќи, каде и што и како. Ако ги погледнеме законите, каде што предвидува ширина на улица и сето друго што е предвидено, прави огромни проблеми и потешкоти во носењето на тој детален план. На средбата беше истакната потребата од јакнење на јавната свест кај населението за однесување со отпадот и намалување на дивите депонии, како и поодговорно и совесно однесување кон јавното добро и урбаната опрема во градот. На забелешките од жители на ромското Маало дека на еден дел од улицата Стамен Манов, која што се реконструира, не живее ромско население, од локалната самоуправа повикаа да нема поделби на жителите по никаква основа, бидејќи инфраструктурата им припаѓа на сите граѓани, без оглед на нивната етничка или верска припадност.